А и пак ќе речам, нема да навлезам многу во суштина на здравствените политики, заради тоа што вие можете ми бидете мене професор на таа тема. Но јас ќе си дозволам да ви дадам еден практичен совет за тоа кај што јас можам да дадам совет, а тоа е начинот како функционира собранието. По моја слободна проценка, најмалку 10 доктори кои што се дел од владеачкото мнозинство. Еве, две работи. Почнете со подоброто, завршете со полошото. Ако ви го прифатат подоброто, не го правете полошото. Подоброто што е? Подгответе амандман на кој што ќе се подпишете само докторите. И тоа само од владеачкото мнозинство. Еве, не мора Горан од Тетово, не мора Ванковер, не мора Зоран од Куманово, не мора колегата Села од Струга, само вие кои што сте дел од владеачкото мнозинство. Подпишете се и побарајте тие пари кои што ги кратат од здравството да ги вратат во здравството. Само толку. И кажете им дека ако не ви го прифатат амандманот, нема да го гласате ребалансот на буџетот. А ако вие не го гласате ребалансот на буџетот, нема да помине ребалансот на буџетот и ќе дојдат да преговараат со вас колку пари за здравството да вратат назад. Значи можете, докторки. Само треба да се охрабрите. Вие, колешката Шехпаска, еве, еден од ДУИ, еден од СДС, викам, не зборам повеќе. Значи можете да го направите тоа. Ние ќе стоиме настрана. Еве, јас ќе ги замолам колегите доктори од ВМРО ДПМН, таму имам право да замолам, ќе кажам и кај други опозициони партии, ако ме почитуваат арно, ако не, ние да останеме надвор од таа дискусија. Еден политички момент да не злоупотребиме на таа тема. Збор да не кажем. Вие завршете работата. Значи, докторите од СДСМ, од ДУИ и другите коалициони помали партии, направете еден амандман за овие пари што ви ги трга Министерството за финанси, да ги вратите у Министерството за здравство. Толку. Ако не ви го прифатат, не им го гласите ребалансот, нема да им помине. Ке мора да преговараат со вас, од вас докторите во собрание ќе зависи ребалансот на буџет. Ние ќе ќутиме. Како мумии ќе ќутиме, јас во име на мојата пратеничка група давам ветување. Толку. Благодарам. Благодарам. Овде е прогласувано